Здраво! Ајде да читаме една приказна на македонски јазик, на кирилица. Доколку се уште ви е непозната кирилицата, можете да најдете материјали за учење во описот на ова видео. Ова е приказна за деца. Зошто токму приказна за деца? Затоа што јазикот во книгите за деца е многу едноставен, разбирлив, а истовремено ви овозможува и да научите нови зборови. Ајде да почнеме. Прво и многу важно, кој е Славко Јаневски, авторот на оваа приказна? Славко Јаневски е роден на 11 јануари 1920 година во Скопје. Го основал и го уредувал првиот македонски весник за најмладите, Пионер, во 1945 година. Основал, уредувал, тоа се глаголи во минато неопределено несвршено време, минато време кое го користиме кога раскажуваме, прекажуваме. Во овој случај, раскажуваме за делото на еден писател од 20 век. Подоцна го уредувал исписанието за деца Титовче. Пишувал и патописи од повеќе земји на Европа, Азија и Африка за весникот Нова Македонија. Преведувал поезија од руски, словенечки и српски јазик. Неговите книги се преведувани на англиски, полски, руски, српски и други јазици. Шеќерна приказна, прва глава. Чуден настан во градот Негобило. Пред 100 или уште толку повеќе години, во градот Негобило живеел, а можеби и не живеел, слаткарот Марко. Него го почитувале сите луѓе, поради тоа што можел од шеќер, млеко и чоколада да направи што сака. Неговиот дуќан бил полн со петленца од црвен шеќер, зајачиња од чоколада и чудни кукички, од тули сувогрозје, малтер мед, прозорци бел шеќер. Пред дуќанот на стариот слаткар секој ден се собирале деца, ги лепеле малите носиња на излогот и љубопитно го гледале шеќерниот свет. Градот Негобило е измислен, колку што јас знам, не постои. Исто така, бидејќи е приказна за деца, има многу диминутив, зборови како кукички, петленца, зајачиња, носиња. Тоа се зборови што ги користиме со деца, бидејќи диминутивот прави некој збор да звучи сладко или мало. Затоа се користи во приказни за деца. Дали ги знаевте овие зборови што ги сретнавме во текстот? Слаткар, шеќер, млеко, дуќан. Погодете, напишете коментар кој од овие зборови е од турско потекло. Можеби и повеќе од еден збор. Продолжуваме. Кога ќе ги видел децата, старецот ќе се насмевнал. Имал 70 години, а му се чинело дека вчера бил дете и исто така стоел пред слаткарските излози. Една вечер стариот слаткар почнал да меси некоја нова мајсторија од шеќер и млеко. Од првин не можело да се познае што е. Сладкото тесто личело и на лубеница, и на капа, дури и на чизма. Но малку по малку и од тоа тесто станало дете, големо колку една педа. Вистинско шеќерно дете било тоа, со темни крупни очи од печен бадем и густа коса од чоколада, а на него кошулче од мед, испрскано со сувогрозје и панталончиња од печен шеќер. Во овој извадок среќаваме зборови поврзани со готвење, како тесто, лубеница, бадем, мед. Се восхитил мајсторот. Ова е нешто најубаво што сум видел досега. Вистинско дете. Уште да проговори. Ке ги викнам соседите да го видат. И заборавајќи да ја затвори вратата зад себе, истрчал од дуќанот и пошол од куќа до куќа, викајќи ги луѓето. Луѓе, пријатели, соседи мили, имам дете, имам дете. Некаде околу полноќ било. Се живо спиело.
И брезите, и темјанушките, свирачите штурчиња, дури и месецот дремел, подпирајки ја полната глава на едно златникаво облече. Во овој дел опишано е местото каде што живее слаткарот. Среќаваме зборови како врата, куќа, месец, облаче. Месец е покнижевен збор, најчесто користиме месечина, а облаче е диминутив, како што можевте да забележите. Тоа е мал облак. Мајсторот заборавил дека и луѓето спијат. Тропал по вратите и радосно викал: "Ама луѓе, станувајте, имам шекерно дете." По некое време, низ прозорците, дзирнале бушеви и зачудени глави. "Што е, мил соседе? Што станало?" прашал коларот Ване. "Да не гори некоја куќа?" се исплашил казанџијата Мане. "Да не надошла реката?" се продзевнал грчарот Стане. "Уште нешто почудно, викал слаткарот Марко. Ги ширал рацете и играл под нивните прозорци. Во овој извадок среќаваме многу стари занаети или занаетчии, како колар, казанџија, грнчар. Тоа се занаети кои што за жал во последно време изумираат. И секако го среќаваме изборот прозорци, множина од прозорец. Се разбудиле и најголемите спанковци и почнале да го прашуваат што станало. "Знам, сигурно ќе биде војна," рекол кројачот Јанко. "Или војна ќе биде, или волк ни однесол овца," рекол ковачот Панко. "Или војна ќе биде, или волк ни однесол овца, или лисица влегла во кокошарникот," рекол кожарот Спанко и зарекал на нозе. Не, викал слаткарот Марко, уште почудно." Се заспано се разбудило, се будно се возбудило. Повторно се споменуваат занаети како кројач, ковач, кожар, но исто така и животни како волк, овца, лисица и се споменува кокошарник, местото каде што живеат кокошките. На толку викање, луѓето, некои облечени, некои необлечени, се симнале од своите соби и се собрале околу почитуваниот слаткар. Како најстар, Ване ја помазнил долгата брада и рекол: "Живеам 99 години, 11 месеци и 29 дена, ама ова не сум го видел. Луѓето да се скориваат од сон." "Па соседе почитуван, зошто не разбуди?" Слаткарот Марко ги стиснал рацете на гради и се наведнал пред граѓаните. "Луѓе, пријатели, соседи, јас имам дете од шеќер. Детето има очи од печен бадем и коса од чоколада. Има и кошула од мед, прскана со суво грозје и панталончиња." Еве уште некој збор што се повторува во текстот: соба, брада, кошула, панталони. "А," рекол коларот Ване. Рекол казанџијата Мане. Рекол кројачот Јанко и ковачот Панко. Само кожарот Спанко не рекол ништо, чесно и трудолюбиво ркајки зад нив. Вистина е, скокал пред нив слаткарот Марко. "Па да видиме," рекле сите, "да видиме, соседе." И еден по друг, газејки се во темницата, луѓето пошле кон слаткарскиот дуќан. А зад сите чекорел кожарот Спанко и ркал на нозе. Во дуќанот прв влегол слаткарот Марко. Кога затреперила белата светлина на свеќата, слаткарот останал со отворена уста. "Па," прашале луѓето, "кај е детето од шеќер, со очи од печени бадеми и коса од чоколада?" Стариот и почитуван слаткар се тресел и гледал пред себе, во празната маса. Најпосле шепнал: Овде беше, сега го нема." Луѓето биле лути. "Лоша шега си одбрал, соседе," дувнал во брадата коларот Ване. "И тоа на стари години," рекол казанџијата Мане. "Останавме без пиење," се протегнал грнчарот Стане. Сите по нешто рекле
и еден по друг се вратиле во своите куќи. Сладкарот Марко останал сам. Никој не ги видел неговите солзи и не го чул тивкото шепотење. Како тоа? Овде беше, сега го нема. А низ тивката, звездена ноќ, се носело ркање. Тоа кожарот Спанко заспал пред сладкарскиот дуќан. И тоа беше крајот на првото поглавје од Шеќерна приказна. Се надевам дека ви беше интересно, дека ви беше корисно, дека научивте нешто ново. Ги очекувам како и секогаш вашите прашања, идеи и коментари. Ви благодарам и се гледаме наскоро. Чао!